Во Пелагонија, најголемата житница во земјава, за годинава се планирани со пролетната сеидба да бидат опфатени 21.000 хектари со сончоглед, пченка, фуражна пченка, градинарски култури и друго. Во овој период веќе се засејани од 30 до 60% од површините со фуражните и житните култури, а во наредниот период веќе започнува расадувањето и на градинарските култури. Се на се, пролетната сеидба во моментот според надлежните е во добра кондиција. Ако ви кажам дека за како првично за почеток дека условите, мислам, сите оние услови кои требаше да се обават полетните работи за сеидба на пченката, на зојдот беа изврсни, одлични услови имаше за припрема на почвата, така да први официјални немаме некои од мразевите штети, затоа што беа во фаза на предникнење и поникнење, така нешто да има некоја фаза мало штетување на сончогледот, но меѓутоа се уште не се има доволно поплачено земјоделци дека такви штети се направени. Иако земјоделците се уште се во исчекување на исплатата на субвенциите, нема доцнење кај пролетната сеидба. Сепак, исплатата на субвенциите е секогаш добре дојдена, велат надлежните. Субвенциите секој пат се добре дојдени, значи камо да дојдат ќе се исплатат одма, затоа што сега земјоделците сум сигурен дека сите се задолжуваат во овие откупни центри каде што треба да се плати семето, нафтата, производството, сето тоа. Сите тие намирици што треба да се засеат, тие се задолжуваат. Сега за да не чекаат долго време, додека дојдат тие субвенции, значи ќе почекаат овие, па ќе се платат врските таму. Надлежните истакнуваат дека проблем се есенските посеви со житни култури, кои не се во добра кондиција, па на лето се очекуваат и намалени приноси на житото. Слободно можам да кажам, од 20.000 хектари засејани есенските посеви, дел нешто малку имаше, некој дел пројавуваа јачмено каде веќе во фаза на искласување, во фаза на првото клавче да се појави. Значи, кажува дека има, но никој се има нема дојдено поплачено дека има оштетување. Значи, само да кажам, за жал, посевите, есенските посеви се во мала кондиција, како да речам, во мал развој, а знаете зошто? Зашто нема води, нема дождови и така да се во помал раст. Прогнозите за развојот на посевите во наредниот период може да ги наруши евентуалната појава на болести, кои изминативе години се почести на регионално и светско ниво.